Еве сме новиот оброк на денот, го стартуваме во овој момент на нашата фреквенција на Телма телевизија и многу ми е драго што и јас лично, а и вие преку нашата емисија или нашиот оброк на денот ќе имате денеска можност да ја запознаете Ангела Јовановска-Конески, фитнес тренер кој што сега пред малку ми сподели 10 години веќе официјално како ја пренесуваш оваа дејност до клиентите, а ти со фитнесот и со вежбањето си, како ми спомена, од 12 години. Од својата 12-та година. Ангела, добро ми дојде. Добро ме најдов, фала се на поканата. надевам ќе ти биде пријатно во нашата мини кујна. Иако верувам дека во твојата дома најдобро се снаоѓаш. Така, се се адаптирам во било која кујна, кај има луѓе што сакаат да јадат. Одлично. Ке се адаптираме. Што ќе ни подготвиш денеска, иако ние тоа неколку пати од утрово го најавивме? Денеска, значи, ќе имате тополаден фит колач, кој што се обидов да го направам на здрав начин, поради причина што работам нели со генерално луѓе кои што сакаат дали да намалат, да зголемат мускулна маса, килажа, и гледам оброците да бидат секогаш нискокалорични, но да бидат нутритивно богати. Значи да си имаат протеини, јаглехидрати, масти и сите оние витамини кои што се потребни за во текот на денот да не држат сити. Не е доручек, повеќе е како ужинка, затоа што нели во текот на денот најчесто ни се пријадува нешто благо на поголемиот дел од луѓето, поготово на жените, се морам вака да истакнам, ама најчесто ние сме тие кои што сме баратели на благо нешто. И така се роди идејата за да го пробам овој рецепт и испадна. Го проба прво дома? Прво дома, јас и керка ми го пробуваме, дали е добро. Ако е добро, тогаш може да... Па добро, што малиот Гурбан одобрил? Така, да. Тогаш е добро за сите. Дали е сериозно, Ангела, од секој рецепт може да се направи здрава варијанта? Да. Во најголем од сите рецепти до сега што сум ги спремала, значи тргнувајќи од пита, едноставна пита со бело брашно што се подготвува, може да се направи здрава варијанта. Ама јас секогаш гледам да биде дури не да биде рестриктивно, не смееш да јадеш нели од тој дел нездраво, така ќе кажам. Не е нездраво, туку е со прости јаглехидрати. Ете белото брашно ни е најобично брашно. Нека биде вклучено во исхраната, ама да биде поретко. На минимум. Да, значи поретко. Секогаш да биде 80-20%, 80% од времето да јадеме нешто кое што не носи здравствени бенефити, а тие 20% да ги оставиме нели за излегување, не знам, слава, прослава, едноставно сакам, да, кога немаме голем избор. Која би била најчистата замена на белото брашно? Со што преферираш или нудиш еве и на твоите клиенти, а и сега на нашите гледачи? Затоа што имам чувство дека така барем и ние сме растени. Нели белото брашно е најдостапно. Најдостапно. Веројатно можеби и најевтино, не знам сега, меѓутоа најевтино е. Али поинтата е што претходно нашите генерации јаделе бело брашно, ама они биле многу активни. Денеска ние сме во еден период на времето кога не сме активни, сме повеќе на sedentary, значи седиме нон-стоп, работиме компјутерски работи, или повеќе луѓе сега се на компјутер седнати и не движиме толку. И тука доаѓа тој момент кога уствари белото брашно е толку просто и се дебелееме, се гоиме на некој начин, затоа што него трошиме тоа од нас. Останува во нас цело време и секогаш здравата варијанта би била ајде ќе земеме интегрално брашно, значи да биде сложен јаглехидрат, може хелдено брашно, иако е поскапо, ама може да се направи дома, ќе си купите хелда, може да изблендирате во нутрибулет или во блендер, да смелите и ќе имате дома хелда која што нема да биде толку скапа како што е во продавница. Хелдата само така без ништо може само да се може да се стави чија семе, ајде мелено да бидете да го врзе брашното и да може да се направи заменско тесто. Јас се служувам со тебе дека се е до едукација и до неинформираност сега во ситуацијава на можеби нашите граѓани, иако едуцирани, тоа и сме го говореле многу пати во нашата утринска за тоа нели кој се може да дели такви совети, бидејќи сепак се работи за здравје. Значи здравјето на луѓето, да, и животот на луѓето, значи многу е битно да се одбере тренер кој што има искуство, кој што има лиценца. Еве не мора лиценца, искуството е многу битно. Долги години да бидеш во животот на фитнесот, за да можеш да го пренесеш знаењето на тие кои што доаѓаат кај тебе да го побараат тоа што им е потребно. Слабење, значи не мора само слабење, може да е качување на мускулна маса, може да е сколиоза, може да е лордоза, значи некакви здравствени да помош да му даеш на човекот и насоки кај што ќе може да го најде излезот од тоа што му треба. Значи операции, постоперативно јас работам и со жени кои што се во влажена состојба, со трудници, постпородилни периоди, мора да имаш знаење. Не може тоа да го даде некој кој што го нема. Така.
И тоа е потребно, нели, да се едуцираме и да можеме да го пренесуваме, ама од друга страна плюс за сите оние кои што се освестуваат за важноста на физичката активност и здравата исхрана. Тоа е една може и постои здрава варијанта на топло-ладниот колач. Точно. Ајде да преминеме, Ангела, на подготовка. Прво ќе ни кажеш што се од намирници ти беа потребни за да го направиш колачот, затоа што заради печењето ние Ангела ни го донесе веќе готов и нема да имаме нели она лава од чоколадо, која што вообичаено нели се случува присечење од тие причини, но вие дома кога ќе си го направите и кога ќе го јадете или дегустирате веднаш по печењето, ќе го имате тој ефект. Значи за колачот ни е потребно многу едноставни состојки, ни се потребни само 300-350 грама банани, може да бидат зрели, може да бидат и не толку зрели, ќе ги измечиме со вилушка. Потребно ни е прашак за пeciво, една лажичка во таа текстура да се стави, едно јајце, какао, кокосово брашно кое што е многу пристапно и секаде може да го најдеме. И тоа е тоа. Го мешаме со лажичка или во процесор може ако сакате, може во блендер ако сакате, значи може и на рака, не е морално да имаш блендер да го направиш колачот. Сето тоа се става во калапи, сега кај мене например излегуваат некои 6-7 такви колачи, кај некој може да помалку, зависи од големината нели на модлите. Ама ако некој сака повеќе, може да си ја дуплира. Момент што треба да ви биде топлиот момент. Ајде да преминеме ние на сервирање и на дегустација секако. Во поглед на останатите работи кои што ги имаме, ни треба грчки јогурт, џем кој што го приготвувам со боровинки и малинки, свежи ги спремаме на рингла, ставаме лажичка мед, лажичка чија семе и чекаме повторно имаме здрава варијанта. Значи шеќерот можете да го замените со мед или со некои други. И тоа се спрема на рингла додека се растопуваат самите малинки и боровинки, ги нагмечуваме за да излезе сокот од самата смеса и со тоа добиваме здрава варијанта на домашен џем. Значи не мора само за ова, може и за од сабајле кога сакаме нели да се појадуваме џем. Ова е прекрасна замена за оној купечки џем што го има во продавниците. И за крај имаме лешници кои што ги иситнуваме и ги ставаме врз колачот така за декор и плюс да добие. И за убаво да изгледа, и за вкусот да биде подобар. Ајде Ангела, може да преминеме кон ракавици ви имаме тука. Опаќаме ли? Една или две? Инаку колку често си дома во кујната присутна со вакви иновативни моменти, колку сакаш да експериментираш? Многу. Значи јас последно сега си работам и со изработка на домашни сирови бомбици, значи тоа ми е нов мал семен бизнис кој што го започнав со мојата ќерка. Браво. Она ми беше мотиваторот да го направам тој момент на да дадам отказ таму каде што работев, не е битно, нели? И да ризикувам во животот, да започнам нешто мое, во делот кај што најмногу уживам и сакам таа љубов кон храната да ја принесам на тоа што го нудам, нели, за продажба и луѓето да може да осетат љубовта во самата храна, во секој залак кој што го па и еден пат ќе ни подготвиш неколку видови од тие твои бомбици кои што велиш. Ти се новиот бизнес момент кој што го практикуваш и веројатно ете тој еден момент велиш јас и мојата ќерка, инаку станува збор за неполни 2 години. Неполни 2 години, точно, да. Тоа е бебенце малтене, кое што веројатно ти направи огромна промена во животот и само некои позитивни. Она беше причината која што сакав да бидам повеќе дома, ама исто време нели да не бидам дека само сум дома, сакам да спремам, да готвам, дека ништо не прави мајка, да тоа само мајка, него да направам дека може една мајка додека чува дете дома, додека се грижи за него да спрема и да работи, нели она минимал бизнис предприемништво некое. Претпоставувам дека никогаш и заедно подготвувате. Она повеќе ми пробува тоа што го спремам, ама добро. Добро. Да кажам само дека грчкиот јогурт го мешаме со џемот заедно, да добиеме таа текстура на како сладолед замена. И ставаме до. А ова ако се стави во замрзнувач? Може да се стави, да, само што ќе биде тврдо, ќе треба почекаме да се за конзумирање. Или ќе треба некој пола сат пред да се сервира, колку да стврдне. И тоа е тоа. Да. Така да може и вака, доволно е ладен грчкиот јогурт за нели да се добие моментот на ладно. Одлично, супер идеја да ти кажам. Така. И таа декорацијата, иако верувам дека ќе влие и на вкусот. Да, се влие, ова се снима. Ете така. Често се подготвува Ангела дома? Да. Ова или? Па, сега од кога почнав да го правам, да.
Претходно правевме некои други заменски топли колачи, ама уве некако така ми остани впечаток дека е еден од најубавите колачи што може да се јас сум ги направила. Баш дека го има тоа на киселко, благо, нели грчкиот јогурт, боровинките, малините. Супер. И лешниците дека се печени, да потенцирам, не се непечени, печени така. за да бидеш мекот малку поинако шмек има да. секогаш кога јатките се печени. Каков е фидбекот од клиентите кои што го пробале ова, затоа што велиш повеќе жените сакаат, нели, бараат благичко? Одличен. Одличен? Да, супер. Да, само што некој пример сакаат плюс повеќе благо. Да. И за мене тоа е мед, ако сака некој може да се стави од згора мед, ама мислам дека е доволно благо. За мене е доволно благо. За оној што не, може мед да се стави може да се дода, да се дода дека ќе му биде таман благо. Добро. Во поглед на бомбиците, само уште тоа да те прашам, бидејќи е тоа нешто ново што го правиш, какви се комбинации најчесто користиш, комбинираш? Така, кој можеби кој рецепт, не рецепт, но комбинација на бомбица е најбарано периодов? Моментално најбарана ми е луто лимонче и карма. Карма е името, уствари Кара мама, доаѓа од мене и кирка ми и уствари така се склопи бомбицата која што е комбинација од боровинки, од сувисливи, од урми, сок од малку лимон и така остава некој интересен впечаток кога јадеме, додека пак луто лимонче е моментот на ти доаѓа малку луто, па после малку благо, киселко и нека комбинација која што ствари ти бара нели повеќе и повеќе, ама целата работа е што тие бомбици се секогаш сурови, она здрави, може да стојат по 3 недели во фрижидер, може да траат долго време, немам додадени шекери во нив, се значи на природна база. Тоа ќе ни биде тема за следното твое гостување, бидејќи се надевам ти беше доволно пријатно за да ни дојдеш пак во оброкот на денот или во нашата кујна. Слободно може да кажеш како е твојот профил по социјалните медиуми за ете да ги најдат овие бомбици кои што ти ги подготвуваш, а следен пат ќе ни ги подготвиш тука. Ќе ги донесам да ги пробаме сите. Вака, значи профилот ми е Ангела Јо, долна црта фит, тој ми е личниот. На него може да најдете Sweet Bite Karma, каде што ќе ве однесе на страната каде што ги подготвувам уствари тие бомбици, каде што може да ги порачате и да ги пробате. И да уживате. А во вкусот нивни ќе уживаме и ние следниот пат. Ангела, ти благодарам, а до тогаш ќе уживаме во овој прекрасен специјалитет кој што ни го направи Ангела, здрава верзија на топло-хладен колач. Останете вие на фреквенција на Телма, продолжува нашата утринска. Се разбира, ве потсетуваме да ја посетите нашата веб страна telma.com.mk, каде што во секое време можете да се информирате за новитетите кои што доаѓаат и од нашата ТВ куќа, но се разбира и од Македонија генерално и Балканот и светот. Останете на оваа фреквенција, следува новото издание на Да си кажем, една интересна дебата за Младинскиот културен центар.